Давид и Соломон, чита Александар Станојков. Кога царувал цар Давид, водел 99 жени. Ја бендисел уште една за да ја земи. Арно ама, имала таа маж и не можела шиќере да ја земи. Ами што ти направил тој? Го зел мажот ја во своите стари заедно да седат и да и гледаат за рад да си живеат, ја за Бог да прости ќе и гледат. Вистина и гледал, ама и жената му набрго ја викаше при себе. За таа работа подсетил Соломон, син му, и многу му падна мака. Чекај, беше си рекол, да го одучам татка ми од овој ум. Измудрил еден тертип како да му направи. Татко бре, му вели една вечер, јас измудрив едно нешто, туку ми е страм да ти речам. Вели, синко, му рече тој, што ти е велењето? Велењето моје, татко, му рече Соломон, ето ова. Еве денеска од царството твое во твоите раце, кај го повелаш и го уредуваш, ама Господ да чуа да е глува земја што ќе речам. Лели сме со душа, може и да умриме, и не ни се знае умирачката, кој кога ќе умриме. Да затоа сум си рекол со умот, оти да ми дај шизим, дури си жив ти, да царувам јас 3 дни за да видам дали можам да повелам, да ако грешам нешто, ти да ми го поправиш. Пети, синко, му рече цар Давид. Еве, од утре седни на столо и повелај не 3 дни, ами 3 месеци. Седна Соломон на царскиот стол. Зеде уздите в раце и по неколку дни тој веќе е цар. Давид си иди ката ден кај Соломона за да му кажува како да царува. Еднаш беше се собрал голем мезлич и беше се отворил збор за кога е поарно да прави човек добрина, демек, задужбина. Едни велеа, дури е жив човек да прави задужбина, со нив беше и Соломон. А други се крепеа со Давида, чунки тој велеше бидуат задужбини и по умирачката. Везден туку речи што се препињаа. Вечерта, што ти направи пророк Соломон? Пушти луѓе за да го земат цар Давида. И во таа ноќ беше многу темница. Прати 40 души со 40 фенери запалени и му рече да го земат со аџеле и фенерите и беше му рекол да и носат назад неколку чекори. Сторија така и го донесоа пред Соломона отцапан, оплескан, саде со кал. Оти татко вака си со отцапал кал? Еда луѓе што ми и прати не одат пред мене, а по мене, та не можев да гледам кај газам, да затоа се обрцав. Ете, така се добрињето, му рече Соломон на татка си, што ќе му се прават по смртта после. Ами зерзова ме вика бре синко, му рече Давид, за да се извалкам. Едно за тоа татко те викав, му рече Соломон, и друго, ќе те прашам за еден суд што ми дошол синоќа за да пресудам и не ми текнуваат утре како да давам пресудбата, да за тоа те викав за да те прашам да ми кажеш. Брго натера Соломон да му измијат нозете и му рече. Татко, види сега, оти напред сакаше да одат фенерите за да ти светат и да гледаш кај газиш. Ете, така треба дури жив човек да прави добриња за пред него да одат во рај Божи и кога ќе умри за да му се најдат. То веќе така си е татко и не можеш да речеш што ти не е така. Ами за судов што ми е дојден сега, ќе те прашам да ми кажеш каков крај да дам. Синоќе ми дојде еден сиромашец и ми се плака од еден многу богат човек. Сиромајот си имал една овца и со неа си вртел куќата. Му заведел богатиот што имал 99 овци и му ја зел за да му се сторат 100 овци. Му плакал и му се кажувал за да не му ја земи, ама кај сила прави на нема, му ја зел. Сега те молам, татко мој, да измислиш една пресуда, што да има тежок канон за кој да чуе да се уплаши и друг да не стори уште еднаш. За таков човек, синко Соломоне, му рече Давид, законот дава да се закопат 40 стажни в земи и со камиња да се отепат внатре. Мили ми татко, му рече Соломон, сам кои што не паѓат не требат да плачат. Да и ти, татко мој, сам си се пресуди. Ископај си дупка 40 стажни и влези внатре
за да те прости Господ за грео што го чиниш со оваа жена, што му ја зеде од овој маж, што го држиш овде во сараите твои, те за со камење да се отепаш Кабул не воспримам. Многу се устрами тој дека беше го сетил Соломон за таа грешка. Си зеде цар очите в раце и си отиде, да ископа една дупка 40 стажни и си влезе внатре. Ватил да плачит и да жалит и да пеит песни божевни. Во првиот ден и ноќ што пеал, испишал во псалтиро една катизма и така до 40 дни испишал 40 катизми и на секоја му растеше земјата од дупката, дури го врли надвор.